За помалку од 2 недели треба да биде подпишан договорот за добро соседство со соседна Бугарија. Колку таквиот договор е за добро соседство, како што и самиот е насловен, со оглед на тоа дека во Македонија тој содржината на истиот се држи во тајност. Може ли едно ваше видување на целиот овој период? Самото тоа што се држи во тајност и што се представува на одреден круг на луѓе во опозицијата е дискутабилно. Значи договор кој ќе треба да има подоцна влијание врз целата држава и врз сите граѓани, не може така да се договари, да се презентира само за затворени врати. Значи говорите, сите разбираме политиката, дека треба некогаш да биде, нели како што сакаа да представа тоа, да биде дипломатски за затворени врати, но тука станува збор за договор за кој ние ќе треба да се обврземе, дека ќе го спроведуваме. Има многу голема разлика од спогодбата за добрососедство 1999 година, каде што беше на добра волја помеѓу двете страни, дали ќе се придржуваат или нема да се придржуваат, всушност тоа е вистинско добрососедство. Еден вид на договор необврзувачки. Тука веќе станува збор за договор кој ќе треба да биде обврзувачки за земјата и за народот. И не можеме така тајно, класифициран да биде документот, да се договараме за прашања кои подоцна или во иднина ќе бидат обврзувачки за нашата држава и за нашиот народ. Не можеме да збориме за заедничка историја на два одвоени народи. Значи секој народ си има своја историја. Тие можеби во одреден период да се доближуваат, може да соработуваат, но тоа не е заедничка историја. Секој народ си има собствена историја. Доколку нас сега се обиде Заев да искочи да ни каже дека договорил, склопил договор во кој станува збор за два народи, а при тоа ни кажува дека ќе имаат заедничка историја, всушност второто го побива првото. Чим ни кажува дека имаме заедничка историја, тука веќе станува збор за еден народ кој делел една судбина и кој имал исти пат низ историјата. И од историски аспект што може да се претолкува, бугарските научници или политичари, како сакате да кажете, ги тежат кон тоа да докажат дека да не навлегувам многу нели во историјата, во Втората светска војна имало еден вид на идеолошки судир помеѓу еден народ. Тоа е погубното. И заедничката историја всушност го представува тоа. Премиерот Заев изминатиот период уверува дека овој договор со Бугарија нема да донесе штета на Македонија, нема да ги заврзи националните интереси. Од друга страна пак во Бугарија веќе известен период се води дебатата околу тоа што се одржи самиот договор и на големо се зборува за отварање на културни институции во Македонија, кои што ќе значат и поддршка за бугарското население во земјава. Дали со ова ќе се погазат токму националните интереси? Видете, кога станува збор за Бугарија и што тоа го прави Бугарија, едноставно Бугарија си го гледа сопствениот интерес. И ние немаме воопшто никаков проблем. Тоа треба ваки јавноста да го знае дека секоја држава си го брка својот интерес. Тоа е суштината на политиката и пред се на двоечната политика. И ние тука немаме никаков проблем со Бугарија, ниту пак со Грција. Тоа е нивен интерес, тие сакаат да водат таква политика и тоа е тоа. Но ние имаме проблем со домашните политичари кои треба да го гледаат македонскиот интерес. Посебно зборувам сега за актуелната влада која реши за еден месец да реши едно овакво децениско крупно прашање. Значи, секоја држава мора да си го гледа својот интерес. Ние немаме проблем, како што кажа, со Бугарија, но имаме проблем што овдека моменталната влада не го гледа интересот на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија. И мојата забелешка, како поединец, оди кон македонската влада, не оди кон Бугарија. Бугарија оваа политика ја тера веќе 2 децени, исто како и Грција. Различни политичари различно се поставувале во однос на овие две прашања. Некои, популарно кажано, виткале кичма, некои стоеле цврсто зад интересите на Република Македонија. Денеска гледаме дека после 10 годишно држење на ова прашање стабилно,
доаѓа еден човек на власт и за еден месец решава да ја свитка кичмата на македонскиот народ по однос на прашањето со Бугарија. Прашањето со Бугарија всушност ќе биде само вовед во сето она што ќе се решава подоцна со останатите соседни држави и некои одредени отворени прашања кои ги имаме со соседните држави. Апсолутно треба да имаме добри односи со Република Бугарија, треба да имаме многу блиска соработка, но сето тоа не смее да биде по цена на нашиот државен, нашиот национален интерес и на интересите на граѓаните на Република Македонија, бидејќи таму станува збор, знаете, се зафаќаат со многу чувствителни теми, многу емотивни теми кои го тангираат македонскиот народ. Не е тоа нешто пазарен или спор економски, некаков спор или нешто слично. Тука станува збор за прашања кои задираат во чувствата на секој поединец во Република Македонија и токму заради тоа мислам дека треба владата да биде многу предпазлива. Самото тоа, како што кажав и претходно, што го држат во тајност договорот, мене ми фрла сомнеш дека тој договор е штетен за Република Македонија. А од историски аспект, што подоцна ќе имплицира тоа врз воспитувањето на нашите деца во иднина, тоа е едно прашање кое тек ќе се отвара во иднина. Бидејќи ние доколку сега започнеме да воспитуваме генерации кои ќе треба да изучуваат заедничка историја, можеме да рачунеме уште од сега дека за 10-15 години ние ќе имаме нови генерации кои многу поразлично ќе размислуваат од она што е всушност Македонија и македонскиот национален идентитет. Затворениот карактер на вчерашната седница на Комисијата за надворешна политика и обелдувањето на тој договор ги разбранува јавноста, а од друга страна пак ја ВМРО реагираат на ваквиот договор и издвојуваат 5 точки. Може ли еден ваш коментар или ваше видување на сите овие реакции? Јас не сум го видел договорот, пратениците од ВМРО-ДПМН нели, како што кажавте, излегува со забелешка по самиот договор, од она што можев да го чуем од пратеникот Антонио Милошовски кој го кажа во јавност, дека доколку не се исполнат тие 5 точки, договорот ќе биде штетен за Република Македонија. Од друга страна, мислам дека вчерашната седница беше само пиар од страна на Социјалдемократскиот сојуз и господинот Зоран Заев за пред меѓународната заедница да каже дека еве во неговата земја сепак тој ја запознал опозицијата со договорот и сега ќе нели ќе оди кон решавање на ова отворено прашање. И мислам дека воопшто нема да биде, дали ќе биде воопшто, се сомневам дали ќе биде спремен да ги измени тие 5 точки за кои реагираше ВМРО-ДПМН. Што можев да сватам од излагањето на Антонио Милошовски, претпоставам во договорот никаде не стои македонски народ. Стојат формулации како народи, јазици. Тоа е погубно. Значи, тоа е суштината за која ние всушност спориме со Република Бугарија, го има спорот со нас. Тоа е идентитетот на македонците, за јазикот, за историјата, за нашето минато. И доколку вие подпишувате договор во кој воопшто не стои македонски народ, тоа рачунете дека од старт е погубно. Вие ќе бидете обврзани, како што кажав уште на почетокот, тој договор да го спроведувате. Ова е многу поразлично од 99-та година, каде што на добра волја на двете страни, еве ќе почитуваме некои норми за добро соседство.